Плата земавме само до март, договорот ни е до денеска, а без релевантна причина ни го прекинаа минатиот месец на 11-ти, раскажува за Алфа Кирил Тројаченец, еден од 43 асистенти за деца со попреченост во училиштата на територија на општина Карпош. Во меѓувреме, асистентите продолжиле да им помагаат на учениците со посебни потреби, особено во периодот на кризата со онлайн наставата. Ние немавме никаква информација се до така почетокот на кај средината на мај. Каде што добивме одговор дека е стопиран проектот и со некои такви образложувања дека е стопиран проектот и дека нас не ни следат средства. Иако тоа не е баш коректно, бидејќи треба да ни стигне прво писмено известување, според договорот најкратко 15 дена. Пред раскинување на договорот. Испративме барање до Министерството за образование и наука, UNDP, од каде се и финансиите за општината во врска со овој проект, но и до самата општина, вели Тројаченец, а со одговор не одостои само општината, ама со спорно објаснување. Договорот го прекинале бидејќи образовниот процес престанал на 11 март. Ова изјава е многу спорна и небулозна од повеќе аспекти. Прво, образовниот процес не беше прекинат. Ние продолживме да работиме согласно на мерките кои што беа пропишани. Член 6 од договорот вика исплатата на средствата ќе се врши во рок од 5 дена по префрлањето на средствата од UNDP кон општина Карпош. Дури и UNDP да престанале со финансирање на проектот. Според договорот, обврската за исплаќање ја презема општината. Нејасно е дали парите се префрлени или не, и ако се, каде завршиле ако не во рацете на асистентите. Од Карпош дипломатски се оправдале дека сакаа да ја продолжат работата со нас, вели Тројаченец. Но за нив тоа не е доволно, оти заработените пари во среде пандемија не можат да си ги добијат.